Високите температури невообичаени за овој период од годината се неповолни за земјоделското производство, предупредуваат агроекспертите. Според мислењето на земјоделските стручњаци, промеливото време предизвикува и температурен шок кај одредени култури, а тоа негативно ќе се одрази врз квалитетот на производството. Доколку производителите не направат адаптирање на температурата при самото производство, Велко вели дека ќе има штети кај расадопроизводството. Мислам дека тоа ќе се одрази негативно кај одредените култури, а мислам дека тоа најмногу ќе се одрази, бидејќи сведоци во теренот, дека како за разлика од низа години уназад, оваа година раноградинарите, пред се оние кои што се занимаваат со производство на рана пролетна зелка, излегува доста рано на терен, а имајќи го фактот во изминатите 20 на дена имавме доста ниски температури, негде од минус 15, а можеби и повеќе овој степени. Така да, како што рековте, дека во наредниот период ќе дојде до нагло зголемување на висината на температурата, што значи негде околу 40 степени разлика од претходната и она што не следува, мислам дека неминовно е дека ќе следува некој шок кај оние култури кои што се насадени настално, а бидејќи мислам дека и оние кои што се во фаза на расодо производство, ако не успеат да направат некој адаптирање на температурата при самото производство, мислам дека и тука ќе имаме штети кај растопроизводството. Во вакви температурни шокови, експертите советуваат земјоделците да направат превентивна заштита кај културите, се со цел да се спречи појавата на болести и инсекти. Со самото зголемување на температурата, а имајќи го фактот на високиот процент на влагата, мислам дека можно е да дојде и до известни напади од низа болести, а и штетници кај самите култури кои што се насадени. Затоа еден апел до земјоделските производители, мислам во наредниот период да извршат некоја превентивна заштита со даден фунгицид и инсектицид за да успеат да го спречат да не дојде до појава на некоја болест или напад од некој штетник. Затоа секогаш мислам е најдобра заштита, превентивната мерка примената кај заштитата на растителните култури. Ваквите температурни разлики и невообичаени температури за одредени периоди од годината се последица на климатските промени. Земјоделството е прво на удар од климатските промени, а земјоделците се немоќни пред ваквите временски непогоди.